Почитувани граѓани, сограѓани, жители на општина Кочани и Кочанскиот регион, почитувани пензионери, негувачи на традицијата, почитувани млади, подржувачи и продолжувачи на традицијата, почитуван градоначалник Николчо Илиев, почитувани советници од локалната самоуправа, почитувани раководители на локалните институции кои што се денеска со нас, драги пријатели од пријателска Бугарија и пријателска Унгарија, од збратимените општини на Кочани кои што сте денеска со нас, почитувана министерке за образование и наука, заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, директоре на Агенцијата за поддршка на развојот во земјоделството и руралниот развој, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Ми представува посебна чест да присуствувам на дел од програмата на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, чиј организатор е општина Кочани. Нашата земја има повеќе нешта на кои може да се гордее. Нешта што се препознатливи, автентични и кои заслужуваат максимална поддршка и внимание. Едно од тие нешта е манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, која оваа година по 30 јубилеен пат го популаризира оризот, символот на Кочанскиот крај, македонскиот бисер на трапезите. Во чест на овој значаен јубилеј упатувам најискрени честитки до сите оризопроизводители и до општина Кочани, која како организатор на оваа манифестација најшироко во земјата и во регионот ја слави сезоната на собирањето на родот од кочанските полиња. Со својот меѓународен предзнак, оваа манифестација стана место за средби и пријателства меѓу домакините и гостите од стопанските и културните делегации од повеќе држави. Кога станува збор за поддршката за земјоделството и за оризопроизводството, посебно дозволете ми да истакнам дека како никогаш досега од постоењето на нашата држава, ниту една влада нема издвоено буџет за земјоделството и за земјоделците како што тоа го имаме направено во претходниот и во овој мандат. Во последните години, со силни заложби на државата, направени се придвижувања кои го стимулираат оризопроизводството. Новата политика за субвенционирање, со одвојување на оризот од останатите житни култури, изголемувањето на субвенциите кои го реализиравме минатата година, е потврда за искрените заложби на оваа влада да го развива производството на ориз. Субвенциите по обработлива површина со задолжително користење на сертифициран семенски материјал од 12.000 денари, прво ги зголемивме за дупла, 25.000 денари и сега денеска се 30.000 денари. А за оние производители на ориз, кои без задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал, субвенциите прво ги зголемивме за тродупло, од 6.000 на 18.000 денари и сега ги изедначивме заради тешкотијата за обезбедување на сертификат и тие се 30.000 денари по хектар за самите земјоделци. Оваа година во подрачната единица на Министерството во Кочани доставени се 1020 картички за зелена нафта со цел да помогнеме и во намалувањето на производствените трошоци за земјоделската механизација. Ги исплативме и субвенциите за полјоделските култури од програмата за финансиска поддршка во земјоделството во вредност од околу 640,5 милиони денари, пари во кои влегуваат и субвенциите за оризопроизводителите кои се исплатени на сметката на над 2000 субјекти. Од 2019 година, токму во општина Кочани, започнавме капитален проект, а тоа е изградбата на брана Речани, каде течат активности според динамиката на градба и покрај пандемиската економска и здравствена криза. Оваа капитална инвестиција треба да заврши до крајот на 2024 година и ќе овозможи снабдување со вода за пиење и стабилно наводнување на околу 1500 хектари земјоделски површини, како и производство на електрична енергија преку изградба на 2 хидроцентрали. Кочанското поле навистина има идеални услови за производство на прочуениот кочански ориз. Од жетвата оваа година се очекува да се добие вкупно производство на оризова арпа од околу 20.000 тони, од кои 2.500 тони оризова арпа кај земјоделските предпријатија
и 17.500 тони оризова арпа кај индивидуалните земјоделски производители. Дозволете ми да завршам со тоа што ќе потенцирам дека редовно ја следиме реалната состојба во земјоделството и тоа што е одлика на оваа влада и на Министерството останува и понатам. Веднаш ги прифаќаме укажувањата и разговараме за унапредување на поддршката на земјоделците и на оризо производителите посебно. Тоа е наша должност, бидејќи земјоделството е една од носечките столбови на македонската економија. Токму затоа ставаме посебен акцент на развојните мерки и проекти и за нови инвестиции кои ќе придонесат кон забрзан раст на оваа стратешка економска гранка. По повод 30 години имам чест да објавам уште еден комплетно следење на потребите на граѓаните, акт од страна на владата и потврда за земјоделската ориентација на владата, и ми е драго навистина по повод оваа манифестација Денови на Коченскиот орус, сакам да соопштам дека од ковид програмата, која навремено е планирана уште во јуни, ќе помогнеме на оризопроизводителите со дополнителни 3 денари за оризовата арпа, со што излегуваме во пресред на барењето на граѓаните, во надминувањето на проблемите со пониските цени на оризовата арпа поради пандемијата. Му благодарам на градоначалникот Николчо Илиев, кој што се заложи да ги одржиме овие последни состаноци, определени се средствата и ќе бидат исплатени до крајот на оваа година. Нека е честито денот на оризот, да сте ни живи и здрави и да ја славиме оваа манифестација уште многу и многу години. Благодарам.